No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Claps and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wub 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. И добро дојавте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto. И очигледно го добиваме оној раст што го очекуваме во првиот квартал од оваа година. Секако работите може да се променат многу брзо, но денеска сакам да зборувам малку за биткоин, малку за макрото и ќе погледаме секој некои графикони за да видиме што можеме да извлечеме од нив, некои најбитни информации. А првично ќе го погледаме овој графикон, како што можеме да забележиме. Можно е да западнеме во краток период на дефлација во 2026 година и тоа е едноставно затоа што за време на ерата на COVID тука имавме огромна експанзија на стапката на промена на М2 и се што ќе се направи тука во стапката на промена М2 се покажува во CPI со задоцнување од 18-20 месеци и сега по експанзијата на стапката на промена на М2 секако имаме враќање на вредноста и падавме во негатива во одреден период и би можеле да имаме и паѓање и на инфлацијата во негативниот дел, што значи дефлација во 2026 година која што можеме да ја очекуваме можеби и во средината на 2026 година. Секако може да биде подоцна или порано, искрено не ме интересира времето и секако би можеле да имаме 2 до 3 месеци дефлација во оваа година како резултат на враќање на стапката на промена на М2 и ова се уште е дефлацијски тренд доколку можеме да забележиме сега инфлацијата и секако можеме да поставиме доколку можеме да го замислиме оној графикон кој што е пред овие, можеме да го забележиме ова каде што луѓето исто тука имаа страф од висока инфлација и повторно се спуштивме тука, имавме повторно страф од висока инфлација, но погледнете. Сега повторно инфлацијата почнува да паѓа. И сега доколку видиме оние кои што го сакаат Етериум, некакво броење кое што би можеле да направиме, можно да беше ова ранот А, да имаме моментално Б и повторно да го формираме С во на циклусно дно, најголемото дно кое што го очекуваме можеби во да се појави 2026 година, а за алткоините можеби и подоцна од 2026 година, а за биткоин го очекуваме во октомври 2026 година. Секако бранот Б може да биде многу различен тука, да се формираат различни форми и бранот С повторно да биде оној кој што ги откажува луѓето да тргуваат или пак да инвестираат во одредени добра, каде што сентиментот е многу лош и никој не сака ништо да прави во тој момент. А подоцна, веројатно со огромното принтање, да го завршиме овој огромен пети бран и не верувам дека сакате да бидете надвор кој ќе се случува ова во следниот период. Се надевам ќе видиме што како ќе се случува, но ова е единствената цел, единствената насока која што може да се движат овие добра. А сега да преминеме на Russell 2000, што може да направиме? Погледнете, имаме 1, 2, 3, четврти бран и еве го петиот кој што може да биде долг. Вториот и четвртиот бран ги откажуваат луѓето во бул тренд, доколку ги посетивте претходните лекции, односно оние едукативни видеа кои што ги поставувам за Елиот, оној серијал кој што го правам моментално, сигурно веќе научивте дека имаме огромен негативен сентимент во бранот 2 и 4.
Така да, ќе оставиме на времето, видите, ова треба огромен период за да се формира. А доколку го следиме биткоин, некоја идеја за биткоин што би можело да се направи, ова е една идеја од легендарниот трейдер Джеси Ливермор, кој што по истражувањето на пазарите нашол и одреден ваква шема, а верувам дека ова е она што следува за биткоин во наредните години, а подоцна ќе размислуваме што како би се случувало подоцна. Сега имаме моментално на дневен чарт, доколку погледнеме тука, во претходните случаи све имале формирање на дното тука, имаме формирање на цената на биткоин и на овој индикатор и имаме повторно придвижување нагоре, повторно имаме формирање на дно и погледнете ги овие огромни движења зелени кои што се појавија во претходниот раст на биткоин. И што очекуваме сега? Еве ова линија, па така да што очекуваме проценете сами и доколку не ви е јасно како всушност се движат овие пазари, погледнете го само. Го имаме прво златото, кое што првото започува да се движи, потоа имаме среброто, исто така, после злато започува да прави своји нови all-time highs, копер продолжува исто после среброто и на крајот ни доаѓа биткоин. Секако недоброто се чува за крај, а оние што ги обожаваат алткоините, имаме моментално овој Others наспроти BTC чартот, кој што моментално може да пробие тука за да се придвижи повторно нагоре, но тоа може да биде и пробив, повторно ретест за да имаме повторна мала акумулација и тогаш да го видиме тоа огромно движење за алткоините кое што сите го очекуваат, а ова е чартот на биткоин и доколку тука направиме нов all-time high за биткоин, мнозинството ќе биде збунето тука, оние кои што не ги разбираат циклусите, и доколку успееме да го видиме тоа движење и да пробиеме над претходниот all-time high, очекувам да видам огромен број на луѓе кои што кажуваат дека 4-годишниот циклус е завршен, бидејќи не ги разбираат циклусите, циклусите се мерат по формирање на дното, а нивниот врв може да биде left translated или right translated, воопшто тоа го користиме само за да видиме каков би бил следниот циклус, но тоа воопшто не треба. Доколку имаме left translated, значи дека ќе имаме повеќе време во bear market, подоцна доколку имаме right translated, значи дека ќе имаме помалку време во тој bear market, но вистината една, а тоа е дека циклусите се мерат по своите дна, а не се мерат по своите врвови. А Фед само што почна да дава повторно изјави кои што се во полза на криптото и се повеќе ќе гледаме вакви вести моментално. And we think it's banks are perfectly able to serve crypto customers as long as they understand and can manage the risks, and it's safe and sound as many of our. И како што слушнавте, банките се подготвени да ги обслужат своите крипто корисници во следниот период. А ево го и Трамп, имаме уште поголем булиш вести моментално. Значи, моментално фискален систем би можел да биде преместен со оној кој што е базиран на крипто и целиот систем и целиот финансиски систем би можел да оди on-chain, а во меѓувреме среброто прави нови all-time highs, што значи дека имаме огромен важен знак на предупредување. А зошто? Бидејќи истото се случувало и кај римјаните, шпанците, холандјаните и британците, кои што сите почувствувале оваа иста шема и во тоа време цената на златото и среброто имала X3 во неколку години пред да се случи комплетен економски ресет. И моментално само што се случи и сега, каде што среброто скокна од $22 во јануари 2024 година до $74 моментално,
А цената на биткоин, доколку ја погледнеме моментално, ќе видиме дека имаме повторен раст, како што видовме во претходното видео. Се уште немаме никаков ретест на оваа зона, но дали тоа ќе биде вака, ќе оставиме на времето да видиме. А позициите кои што се отворени, тие можете да ги видите во Patreon заедницата, како што можеме да видиме тука Bitfarms моментално имаме повторно раст. Ја пробивме оваа тренд линија, веројатно ова е ретест и продолжуваме во нагорна насока. Ethereum моментално се врати на нашата почетна позиција и сега за сега ќе видиме каде ќе оди. Доколку поставиме тренд линија, ова е одличен сетап. Дали ќе имаме повторно ретест, не можеме да знаеме, но сега за сега насоката е нагорна. А вие доколку не сте ги погледнале овие видеа, ви препорачувам да ги погледнете, бидејќи се многу битен материјал. Не забравяйте да ги лакнете и секако да го споделите материјалот со своите пријатели доколку мислите дека на некому ова ќе му биде од корист. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Heard all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too?